Добро утро. Денеска се вклучуваме од Технолошко-металуршкиот факултет, посебно од една нова лабораторија намената за млади истражувачи. Лабораторијата се вика InnoFab Lab. За што станува збор, ќе ни каже нашиот денешен гостин, доктор Игор Јорданов, професор на Технолошко-металуршкиот факултет. Добро утро и добро дојдовте. Добро утро и благодарам за поканата. За почеток јас би споминала дека вие сте професор во моментов на Универзитетот Свети Кирил и Методи, меѓутоа имате богато научно портфолио, доаѓате од престижни универзитети, од Универзитетот во Словенија, во Белгија и конечно ќе може вашето знаење да го пренесете и на нашите млади. За што станува збор и каква е оваа лабораторија? InnoFab Lab е лабораторија која што е прва од ваков вид во Република Македонија. Финансирана е од Фондот за иновации и технолошки развој, од Амбасадата на Соединетите Американски држави и од неколку компании кои што се поддржувачи на самата лабораторија. Овде ќе ги споменам Макстил, Цементарница Усје, Каптел, Завар и Textile Solution, а секако и други компании кои што дадоа и поддршка во, односно менторска поддршка. InnoFab Lab е еден концепт кој што не е нов во светски рамки, тој почнува некаде пред неколку децении на Стенфорд универзитетот во Соединетите Американски држави, меѓутоа подоцна овој концепт се шири на секаде низ светот. Ние имаме среќа денес да ја отвориме првата Fab Lab лабораторија во нашата земја и за тоа сме многу горди, нормално, и со тоа ќе направиме едно место каде што младите, средношколци и студенти ќе можат да работат, да ги развиваат своите иновативни идеи, да создаваат продукт прототипи. InnoFab Lab е концепт базично е замислен да има некоја основна опрема. Тоа се 3D принтери кои што ги гледате во позадината, CNC машина. Меѓутоа нашата лабораторија ќе биде опремена и со една линија за рециклирање на пластични материјали, една линија за правење на композитни материјали, односно за материјали кои што ќе се базираат најмногу на кружната, односно циркуларната економија. Така, сега би сакала да ве запрашам околу критериумите. Кој се има можност да биде дел од истражувањето во оваа лабораторија? А знам дека повикот е отворен за млади над 15 години, меѓутоа кои други критериуми се важни? Оваа лабораторија треба да биде отворена за сите кои што имаат интерес. Нема да биде затворена, односно за одредена целна група, меѓутоа генерално повикот ќе биде отворен за млади средношколци и студенти од 15 до 29 години. На повикот ќе се формираат тимови кои што ќе бидат од 4 до 8 студенти. Во повикот најмалку во тимовите треба да има 40% женски лица, сакаме да имаме некој джендер баланс и тимовите ќе бидат менторирани од ментори кои што ги имаме во нашата менторска листа. Тоа се универзитетски професори, иноватори, стручњаци од практика и други лица кои што секако ќе им дадат поддршка на овие млади лица да можат да ја реализираат својата иновативна идеја и во оваа лабораторија да создадат продукт прототип. Дали тоа ќе значи дека тие треба да дојдат тука со сопствена идеја? Тие треба да имаат собствена идеја нормално, меѓутоа идејата може да се роди и тука. Ние ги повикуваме, ова ќе биде отворена просторија. Секако не може да влегуваат секогаш затоа што опремата е скапа, опремата е специфична. Ние овде со нашите колеги ќе им одржиме една обука како се користи ова опрема, меѓутоа и обука за заштита при работа, затоа што ние не сакаме на крајот да предизвикаме некои проблеми со младите средношколци и студенти. Тие идеите, најдобро е да ги имаат идеите и да сакаат да ги реализираат. Меѓутоа, кога ќе доаѓаат овде и кога ќе се дружат и кога ќе разменуваат искуства, најверојатно ќе им се родат и некои нови идеи. Колку време ќе трае овој проект? Проектот ќе трае 12 месеци, меѓутоа ние не сакаме проектот да заврши, односно лабораторијата да заврши после овие 12 месеци. Во текот на 12 месеци ќе имаме 3 повика. Најмалку 3 повика во секој повик ќе има најмалку по 2 тима. Значи, после 12 месеци ние би требало да продуцираме, односно да извадиме најмалку 6 продукт прототипи, кои што, сакам да нагласам, ќе бидат презентирани на Инокафе настани, кои што ние како Сдружение Инотех клуб ги организираме и во кои што ќе можат младите тоа е така наречена питчинг сесија, на кој што младите ќе можат да презентираат што направиле пред одредени потенцијални инвеститори.
Оно што би сакала да ве запрашам и сигурно ќе ги интересира нашите гледачи, во овој рок за кој што зборуваме, дали на крај од оваа идеја за која што зборуваме ќе може да се види реализација, односно ќе имаат ли можност да го испрезентираат тоа некаде за да може да се покаже што научиле? Да, баш тоа ви го реков, значи презентацијата ќе биде на Ино кафе настани. Тоа се настани кои што ние како здружение ги организираме веќе 2 до 3 години. Ги организираме на неформални места, не сакаме да бидат на универзитети или во училишта, туку на неформални места каде што покануваме млади иноватори, покануваме менаџери на компании, покануваме луѓе кои што иновираат, односно кои што нешто направиле и тие презентираат пред пошироката јавност што се тоа иновации и како треба да се движи, да луѓето да ги прават и да прават прототипи. Овие тимови на сите од овие Ино кафе ќе прават питчинг сесија, односно ќе ја презентираат идејата и се надеваме дека некој од компаниите ќе ја прифати и ќе може да ја финансира. Токму тоа и крајната цел, нели? И се поврзува со моето следно прашање. Сметате ли дека на ваков начин ќе успееме да ги задржиме младите да останат во државата и да се намали иселувањето на лица кои што можат многу да дадат придонес во општеството? Апсолутно. Ние со една од нашите цели е преку ваков проект, односно преку оваа лабораторија, да ги запознаеме младите дека и во Македонија може да се направи нешто што се прави во светот. Затоа ние го носиме концептот на Технолошко-металуршкиот факултет во Скопје и сакаме младите да можат да работат тука и да видат и дека во Македонија можат да опстанат и да останат и да ги остваруваат своите соништа. И некаде пред самиот крај, само уште еднаш да повториме, каде може да се пријава? Дали треба со физичко присуство да дојдат тука сите заинтересирани или пак има некаков начин на пријавување? Начинот на пријавување е електронски. Имаме спремено една Google форм, преку линк ќе биде дистрибуирано соопштението до пошироката публика. Ние како здружение имаме и листа на средношколци и студенти кои што брои над 1000 членови. Сите тие ќе добијат информација и ќе можат да се пријават преку Google форм. Потоа ќе следи процесот на селекција, назначување на ментор, формирање на тимови и секој тим во рок од 3 до 4 месеци ќе треба да направи некој продукт прототип. Едва чекам да конечно го видиме како ќе изгледа тој продукт прототип. Верувам дека ќе дојдеме уште еднаш со екипата на утренски брифинг за да можеме тоа да го испрезентираме пред нашите гледачи и да можат да разберат за каква лабораторија станува збор. Професор, јас тука некаде ќе ви заблагодарам за гостувањето во утренски брифинг. Ви посакувам успешна работа во овој нов проект. Ви благодарам многу за поканата. Се одјавуваме од InnoFab Lab на лабораторија во рамки на Технолошко-металуршкиот факултет. Имавте можност да го проследите разговорот со професор Игор Јорданов.